Овен, хороскоп до крајот на 2025 година. Најпрви нови хороскоп е за забава и инспирација. Слушај со интуиција и земи од него само што ти резонира, но секогаш верувај се најмногу на себе си. Што ќе се промени за овенот? До крајот на 2025 година, овенот влегува во период кога животот конечно почнува да го наградува за сета вложена енергија. Долгиот циклус на неизвестност и борба се затвара. Ти веќе не си истиот човек што беше на почетокот на годината. Се менува начинот на кој гледаш на успех, на љубов и на себе си. Доаѓа промена што не е само надворешна, туку внатрешна трансформација. Ќе почувствуваш дека не мораш секогаш да трчаш прв, туку дека вистинската сила е во тоа да действуваш со свесност и мир. Каде ќе дојде раст? Растот ќе се појави таму каде што најмногу си се плашал да направиш чекор. Во нови соработки, идеи и ризици што долго ги одложуваше. Професионално, ова е период кога можеш да го прошириш своето влијание, да започнеш нешто што ќе постави основата за следните неколку години. А во љубовта растот доаѓа преку зрелост, не преку страст, туку преку разбирање и поддршка. Ќе сфатиш дека не мораш да победуваш во секоја расправија за да бидеш во хармонија. А што треба да оставиш за себе? Време е да ги оставиш наглите одлуки, импулсивноста и постојаната потреба да докажуваш нешто. Се што те троши, што ти ја краде мирната енергија, нека остане за тебе. Ова важи и за луѓе и за ситуации што те држат во стар круг на исцрпеност. Не мора секогаш да се бориш. Понекогаш победата е во тоа да се пуштиш. А што те очекува до крајот на 2025? На крајот од годината ќе стоиш постабилно, со чувство дека се конечно има смисла. Ке имаш јасност каде одиш, а и кој оди со тебе. Во декември голем дел од овните ќе почувствуваат завршување на една фаза, било да е тоа во работа или во личниот живот, и ќе се подготват за нешто што многу поголемо што следи за 2026. Ќе владе енергија на нова зрелост, стабилност и заслужена самодоверба. И порака од звездите. Понекогаш животот не те тера да трчаш, туку да застанеш и да сватиш колку си напреднал. Оваа година завршува со ослободување. Верувај во патот. Ви благодарам. Поздрав и секое добро на наредно слушање. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лајк, претплатете се на каналот.